أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد. Во секоја една пригода и прилика прво место захвалноста му припади само на Аллах Джелешану, затоа што само Аллах Джелешану е достоен да му се прави фала. Салавату селамот, мирот и спасот нека биде на нашиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суннетот до судниот ден. Продолжуваме со сирата на Халид ибн Валид. Вчера зборувавме за првиот дел од неговиот живот. Дојдовме до време каде се пресели пегамбер алейхи салам во ахирет. Халид ибн Валид, како кажавме, 8 година после хиджра прима ислам. Значи еден од што прима ислам малку подоцна. Скоро ни 21 година, 20 години од после што пегамбер алейхи салам беше пратен како пегамбер. Од кога прима ислам, го јавна којнот на джихад и него слезе до неговата смрт. Се качи на кој и војуваше до неговата смрт. Не престана со војна до смртта. Беше, како кажавме, во сите битки со пегамбер алейхи салам. Кога дојде пегамбер алейхи салам како пегамбер, беше во сите битки. Сите битки што ги направи пегамбер алейхи салам, тој беше во нив. И се вели дека од пегамбер алейхи салам зеде 21 задача и сите задачи ги изврши безпрекорно. Али неговата храброст, неговата сила, неговата мудрост, неговото знаење за војување дојде до израза кога тој после смртта на пегамбер алейхи салам во време на халифата Ебу Бекер и Омер, али најповеќе во време на Ебу Бекер радијаллаху анху. Знаеме дека после смртта на пегамбер алейхи салам направија ридде многу арапи. Многу од арапи излегоа од вера. Гармада. Рекоа дека нема да плаштаме зекат, не се сложиме со ова, многу нешто од дин ги негираја. Ебу Бекер радијаллаху анху пушти 11 групи со 11 емири да војуваат со сите овие кабилиња. 11. Една од тие групи имаше и Халид ибн Валид. Беше горе во север, во арапски полуостров, во северниот дел. И војуваа сите овие 11 групи со овие што престанаа да дават зекат после смрт на пегамбер алейхи салам. Во исто во време се појави Мусейлем ел-Кедаб. Се појави овај лажен пегамбер. Велеше дека јас сум пегамбер. Кажуваше некои негови ајати, некои негови сура. Рече, мене ми доаѓаат исто како на Мухаммед што му доаѓаше Џибрил. Собра голема војска. Овој беше во место Јемаме. Во овај град, во овај дел, во јужниот дел од арапски полуостров. На ова место го имаше пратено Екриме ибн Аби Џехел, синот на Ебу Џехел, Екриме. Има прима ислам, беше добар верник, добар војсковоđа, го имаше пуштено во ова место. Да војуваат со Мусейлем ел-Кедаб. Али работата не одеше добро. Мусейлем ел-Кедаб имаше над 40.000 војници, некви пристаници, што војуваа многу силно за него. Екриме прати писмо до Ебу Бекер радијаллаху анху, до халифата во тоа време. Пушти писмо, рече, ја Ебу Бекер, пушти ми ти сила мене, пушти ми војска, не можам со ова. Ебу Бекер пред да пушти сила направи едно писмо до Мусейлем ел-Кедаб. Ова е лажба. Рече, ја Мусейлеме, или врати се во дин, остави го тоа што лажиш,
Знаеш ти дека лажиш, знам ја дека лажиш, јани. Знаеме двајца дека лажиш, јани. Остави го тоа и врати се каде што беше пред ова, иначе ќе ти го пратам Халид ибн Валид на тебе, јани. Ќе ти го пратам со војска Халид ибн Валид. Тој рече, кога сака нека го прати. Дедено што седе тие до него, му рече, ој ти се заканви со Халид ибн Валид, јани. Не знаеш ти кој е Халид ибн Валид, јани. Најјакиот војсковоđа во арапски полуостров познат, јани. Рече, кој сака нека дојде. Ебу Бекир ради Аллаху ан мака му се заканваше на овие како со атомска бомба денеска што се заканва, јани. Ако не вака, ова беше негово најјако оружје, јани. Најјако оружје го имаше Халид ибн Валид во ова време, јани. Како атомска бомба. Рече на Халид ибн Валид писмо од север одма долу во југ. Во југ, во Јемаме, ке Мусейлем ел-Кезаб со Екриме, јани. Да војуваш против него. Халид ибн Валид од север долу во југ. Дојде во ова место. Се вели 13.000 војници со 40. Халид и Екриме, негови војски, 13.000 со 40.000. Почна битка, јани. Се вели, почнаа муслимани многу да губат, јани. Многу, јани. До тој степен губеа што дојдве до шаторов од Халид. Каде беше шаторов? Значи шаториве, војскава таму, нивните шатори, ове дојдве, ги пробие редови на муслимани, дојдве до шатор на Халид, јани. Халид во овој момент, негово познавање на војна, јани. Негова мудрост, јани. Со една тактика решаваше војна. Рече, прегрупирајте се сите. Секој татко нека зема знаме и негови синови со него. Едно кабиле со него. Тие што беа во битка на Бедар знаме и тие со него. Секој кој ратуваше во битка на Ухуд со него. Да се распоредат вака. Да видиме, рече, од каде иде ова слабост. Од каде е овај пропуск ке нас, јани. Да видиме од каде течи тоа нешто, јани. Види? Вели, таква енергија му дојде на овие војници, јани. Почне да ги нападат, да ги убиват. Мусейлем ел-Кезаб се затвори Хадикатул Маут во градината на смртта. Една градина беше обколена со ѕидови и се загради внатре. Во ова битка мора да се спомни Бера ибн Малик. Бера ибн Малик не ни е целта на ова битка, што се деси него, на мудроство на Халид, на војниве на Халид. Побара од Халид не може да ослободи никако ова кала, ова тврдина, ова бавча на смртта, бавча на смртта беше нарешена. Бера ибн Малик побара од него да го стават на еден долг стап во негово тело и да го фрле во ова хадика, да го фрле во ова бавча на смртта. Го фрлија внатра и војуваше и отвори таа врата. Влегле муслимани, победија. Такво побеждање не беше видено. Заслуга голема Бера ибн Малик. Не умре во овој момент, иако направи истишадија. Не умре во овој момент, имаше многу рани. Еден месец Халид ибн Валид му ги лечеше негови рани на негово тело, имаше многу рани. Али победие го уби овој лажен пејгамбер и убија 13.000 од нивна војска, од муслимани, паднаа шехиди во ова битка, околу 1000 негдека муслимани. Добри сахаби кои беа блиски со пејгамбер алейхиссалам. Одма после ова Ебу Бекир му напиша писмо, нова задача за Халид ибн Валид. Од југ, повторно во север, Фарис, Персија, ги имаше нападнато на едни муслимани во ова место, не може да го освоја. Од југ, повторно во север, Казиме, се викаше ова место Казиме, така беше познато во Ирак. Главниот на ова војска беше Хурмус, се викаше Хурмус, Хормузан, Хурмус. Халид ибн Валид знаеше дека тој ќе го чекат во ова Хурмус. Тој доаѓаше од ваму, Халид од ваму и се сретнае, треба да се сретне во ова Хурмус. Кога дојде пред Халид ибн Валид, дојде ова војска на Перзија во ова Хурмус, место Казиме, Хурмус со негова војска, ископа ровови во ова место, направи шатори, направи све спремно за војна. Халид ибн Валид го заобиколи на ова место Казиме и замина во Хуфеј. Во ова место, во овај град, кога слушна Хурмус дека Халид ибн Валид го замина ова Казиме, збеснаре.
збесна, побудале. Цела негова војска се мачеше со деној да ископат ровој, за да го пречеке тувајани. Стационира свеживо и тој замина за друго, Хуфеир. Рече одма, станвите и ојме во ова Хуфеир пред да стигне Халид во ова место, во овај град. Ова битка беше наречена и битка на Синџир. Хурмуз ги имаше врзано многу од војниците, еден за други, во негови нози со Синџир, за да не можат да бегат од ова битка. Хурмуз имаше врзано така. И кога дојде до ова место Хуфеир, дојде повторно Хурмуз во ова место, пред Халид ибн Валид. Пред него стигна во ова место. Повторно. Ископа ровови све, Халид се врати во Казиме. Повторно се врати во ова место. Повторно негова војска дојде во Казиме. Во ова место се одви голема борба. Халид побара двобој. Побара двобој пред да почне до ова битка. Хормоз излезе на овој двобој. Овој Хормозан. На овој двобој. Али пред да излезе му нареди на негови специјалци, рече кога ќе почнеме со него битка, кога ќе се вжешти, дојте од позади и убите го на него. Убите го на него. Халид ибн Валид почна. Тој малат, овие дојде од позади него за да го убие. Ама Кака ибн Амир беше бодигар на Халид ибн Валид. Кака ибн Амир, ој е најпознатите борци во сахаби. Рекол Ебу Бекр за него, каде е Кака, во која чета, нема да изгуби таа чета. И тој ги прешека на овие ги уби и ги остави Халид ибн Валид и Хурмуз да се да напред двобој. Халид ибн Валид му е преше негова глава. Кога видве тие ова, суплаши негова војска, испаничи и муслимани победи во ова битка. Кога слушна Ебу Бекр ради Аллаху ан за ова, рече за Халид таа круна од Хурмуз со диаманти да му се дај ганиме. 100.000 динари кошташе таа диамантска круна од Хурмуз и рече не може жените да родат како Халид повеќе. Ова позната реченица на Ебу Бекр ради Аллаху ан, рече не може жените да родат повеќе како Халид ибн Валид. После ова што слушна е за ова победа на Халид ибн Валид, кога почна од почеток на ова битка, со Мусејлем ел-Кеддаб, до крај 17 битки направи Халид ибн Валид без пораз. Како кажавме, никогаш ни во џахилијет, ни во ислам не изгубил ни една битка. Арапите, племина што беа кршани, се собраа и побараа помош од Персија. Тие беа во пак со римјаните, во пак со Рум. Али побараа од Персија, од Фарис помош, иако беа вечити непријатели, помош побараа против Халид ибн Валид. Се собраа 150.000 војници, наоружани до забијани. Халид ибн Валид 18.000 војници. Тие 150.000, 18.000 војници. Халид ибн Валид, кога се овие две војски кога се сукобијани, ова битка се викаше Газвето Ул-Лейс, така се викаше ова битка. Битката Ул-Лейс. Побара повторно Халид некој на двобој. Не некој војни него тој. И ги повиквеше нивни главешиња. Никој не излегуваше. Излезе Малик ибн Кајс. Ој беше еден од арапи, кршанин. И кога дојде во двобој со Халид, и Халид му рече: "О ти, сине на малка на мајка, ти рече мене че ми излезеш?" Халид правеше гордост, кибар, пред него. Че те сгазам како бубачка. Ваков кибар е дозволен само во овој начин. Само во ова место, оваква битка. Ова се случи во време на пегамбер алейхиссалам Ебу Дуџане. Пегамбер алейхиссалам во една од битките го крена негов маж. Рече: "Кој ќе го зема мој маж?" Рече: "Со неговото право, бил хак, со неговото право." Ја Расуло, кој е негово право? Рече: "Да се бори со него додека се скрши." Рече Ебу Дуџане: "Ја Расуло." Го зеде Ебу Дуџане, врза на негова глава една марама на смртта се викаше таа. Знае кога се облечи тоа, халас, без футрога негов маж, и одеше на негов коњ и го фучеше негов маж пред чета на пегамбер алейхиссалам. И пегамбер алейхиссалам рече:
Allah Želešanu ова го мрази, това понашање. Вака да се понаша некој гордо, како паун да се шири. Ама во овај момент Allah го сака това, која е ова пред куфар, која те гледат тие тебе, а ти се фучиш како паун. Исто Халид ибн Валид со такви зборови на овај Малик ибн Кајс му рече: ти син на валка на мајко, ти против мене ќе те згазам. И го уби, вели, со еден удар негова глава, како да не постојаше на негово тело пред теја. Го уби. Почна битка. Муслимани добие силен удар. 150.000 со 18.000. Вели Халид ибн Валид: не сум видел, вели, појаки борци од персијанците. Ама не сум видел појаки борци од овие Улейс. Така беше познато во ова битка, вели. Многу убија муслимани. Халид ибн Валид направи една заклетва тога. Го закопа негов маж во земја и рече: ја Аллах, ти давам заклетва, дека со нивната крв ќе направам река од крв. Да течи цела една река од крв. Следниот ден, кога бидна битка, почна битка, се уплаши и почна да беге. Халид нареди, рече: ојте и да ги заробите. Тие што ќе го убијат, убивајте ги, тие не, заробете ги, донесете ги. Ги донесаја ке него многу заробеници. Многу голема бројка. Имаше една мала река, ја пренасочи таа мала река водата да оди во друго место, дојде и ги убиваше во тоа место за да тече нивната крв како река. Дојде кака Ибн Амир и му рече: ја Халид, ти даде збор као дека ќе течи река од крв, ама немој да течи река од крв. Крвта се згручува, немој. Рече: уби ги и пуштија водата во ова место. Ги уби, вели, со денови таа вода беше црвена. Таков, воин, тако му даде збор на Allah Želešanu и го изврше тој збор. Се споменуваат Захаби, пренесли веродостоен ривајат за Халид ибн Валид, за негов керамет. Имаше некој керамет. Значи, керамет, муъџиза е нешто што го прави Allah Želešanu со раци на енбија. Керамет на негови евлија, или не керамет како тие суфија. Керамет кен евлија и ке Allah Želešanu што се блиски. Во една од битките дојде ке Ебу Бекер, ке Халид ибн Валид, ибн Бакиле, се викаше еден старец, лош, зол старец. Рече: ја Халид, вие велите дека не се плашите ништо освен Allah Želešanu. И велите, ако се наслоните вие на Allah, ништо немој да ви штети на вас. Да, рече Халид. Рече: зема и испи го овој отров. Го зеде Халид, го отвори и го испи. Тие што беа околу него сакај да го спрешат, али веќе го испи. Пред да го испијат, направи таа дуа: Бисмилла аллади ла јадурру ма исмихи шејун фил арди вала фис сама ва хуа самиул алим. Во името на Аллах нема да ми штети ништо во небеса и во земја, освен со дозвола на Allah Želešanu. Аллах е тој кој што слушат и кој што гледат. Го испи овај отров. И вели Захаби, ова е, вели, прав керамет на раците на еден близок на Allah Želešanu и ова е правата храброст. Најголемата храброст ова. Во некои ривајати се вели дека после ова, понатака во животот имаше мака од овој отров. Ма не умре од овој отров. Години живеа после ова. Али имаше во негова утроба мака, ама не умре. Се вели најсилниот отров што го познава е Арапи во тоа место го испијани. Шише. Додека беше во Ирак, беше во овој момент Халид ибн Валид во Ирак. Убейдете ибн Џарах беше во Шам пратен и беше како емир во Шам. Во Шам се спремаше 250.000 војска за муслимани, за Убейде ибн Џарах. 250.000. 250.000. Му пушти писмо на Ебу Бекер, Ебу Бекер му пушти писмо одма на ова атомскава бомба, Халид ибн Валид, во Шам, од Ирак во Шам. Му кажа од прилика Филанден треба да стигне тоа војска. Халид ги праша негови замијет по пат, прав пат, колку ќе стигнеме, ќе касниме. Рече: дали има некој други пат? Има еден пат. Пат кој него поминал инсан и джин. Така дошло во Сира. Пат из пустина. Строго из пустина, да се скрати цело за обиколување на ова пустина, све из пустина. Прашал дали мој, рекле: јани нема пробано никој, јани. Имало на средина, некој од сахаби му рекол: како дете сме поминале со мој татко, имаше бунар, ама исушил више тој бунар, нема вода. Му рекле: ама
Мојме да колиме некој од камиливи и да пиеме од водава што ја чуват во нивнава утроба. Да пиет камиливе, да му даваме и ние да пиеме, тие да носят за нас вода и мојме вака. И го скратил овај пат за неразбирлив момент. Немогуче мисија. Го скратил и стигнал во Шам. Кога дошел во Шам, Ебу Убейде ибн Џарах, командант на цела таа војска, и други два емири имаше. Халид ибн Валид дојде и мореше на Убейде, остави ме, реше да ја водам оваа војска. Остави ме, реше да ја водам оваа војска. Ебу Убейде му дозволи. Во меѓувреме Ебу Бекр се пресели. Во ова време Ебу Бекр се пресели. Во истиот момент биткава пред да се одвие, Омер ибн Хатаб писмо пише до Убейде: Халид више не е командант на таа војска, ти си командант. Ја Ебу Убейде ибн Џарах. Писмово иде, биткава почви. Писмово го фаштате Ебу Убейде, биткава е секој момент. Го гледат писмово и го скри писмо. Рече, халас, после ова битка. Халид рече, имат напрено цела шема за ова битка. Не да го прекинам сега ова. Не, јани халас, дојде писмо, јас су сега, јани командант. Не, остајте, јани. Остај овај кибар, јани. Почна битка. Вели, кога почне да слегве 250.000, 4 милион, по планиниве, како брано од море, вели. Имаше еден од муслимани, вели, од сахаби, реше, не, колку е Рим денес, јани. Реше, колку е Рим. Халид ибн Валид му рече, немој. Рече, колку се мало, јани. Ние, рече, не победуваме со број. Ние победуваме со иман во Аллах Желешану. Ние на ними ги победуваме со нашиот иман и со нашите добри дела. А тие губе со нивното неверување во Аллах и нивните лоши дела, јани. Немој да велиш така, јани. Халид ибн Валид. Битка почна. Халид ибн Валид го јавна негов коњ, се вели, јани, во риваја, негов марш. Се крена на две нози негов коњ и рече, каде е мирисот на џеннет, јани? Каде е мирисот на џеннет? Се втурна. Пред да почни само во мараке, Екриме ибн Ебу Џехел бе најдобри пријатели, јани најдобри другари во џахилијат и после во ислам со Халид ибн Валид. Растени заедно, зборувалме. Вели, Екриме ибн Ебу Џехел го скрши негова футрола. Рече, кој ќе ми прави беја на смрт, јани? Собра 400 од сахаби. 400 од сахаби ги собра ке него. Халид ибн Валид дојде и му рече, немој Екриме. Рече, бори се, ама немој ваква задача да правиш. Рече, слушај, остави ме, Халид. Рече, во колку битки сум бил против пегамбар алейхиссалам. Во колку битки сум го борил пегамбар алейхиссалам. Остави ме ова денеска, мене. Вели го остави. Во 250.000 мамна е во средина. Мамна е во средина. Кога мамна е во средина е одвоја цела чета на две. До крај убиваја што најде и панна е на крајот. Ове панна е на крајот. А Халид ибн Валид во ова време 36.000 војници имаше. Направи стратегија пред да почне битка, направи во 4 аголници, секој еден 4 аголни кено кетибе една чета, да имат по 1000 војници и нареда 36 вакви коцки, јани. Од овие 36.000, јани. Вели, за да гледаме име многу, тие се многу, ама ако сме во едно место, ќе сме малу спрема ними. Ама разделени вака во вакви коцки, во нивни очи, ќе сме многу, јани. Мавна Екриме, пан на шехид, на крајот се вели го најдве со малку душа. Таа кисата што е за тие кои биле ранати, сакам вода, кога дошле со вода до него, ова било со Екриме, дошле до Екриме да му носи Халид ибн Валид вода, бил пред смрт. Еден негов другар од негова десна страна рекол вода, рекол неси го нему, еден има е тоа. Таман тој да пиет од негова лева страна имало уште еден, поварал и тој вода, кога отише до ова и се преселил, кога се вратиле до ова и се преселил и Екриме се преселил. Во овие последни моменти му преле Икрим на другите. Ова е таа киса за ова Екриме со таа вода. Победи е во ова битка муслимани. Ова беше судбоносна битка за муслимани. После ова Халид ибн Валид, војник обичен. Дојде кај Ебу Убейде ибн Џарах, му рече, зошто не ми кажа одма за писмото од Омер? Рече,
Ти си онај кој го нарече пегамбар алейхиссалам емин на овај уммет, поверливиот на овај уммет, ја рече ти бидам послушен тебе, али. Рече валлахи ти си сейфуллах, мачот на Аллах. Рече не сакав ја да го слушниш ова од мене, ани директно, али. Халас рече, ја ти сум послушен тебе во секоја една наредба, али. Му дојде смртта и на Халид ибн Валид, како на секој еден што ќе ни дојде што му дошла, али. Беше во Хумс, во време во Шам, му дојде смртта. Немаше место, се вели, еден ривајат, еден прст, други ривајат, 4 прсти на негово тело да нема една рана. Од копија, од мач, од едно, секој еден, значи 5-10 сантини од негово тело со копија, со мачани. И велеше во ова смртна постела, подраго ми е на мене да бидам една студена ноќ во Аллаховиот пат, него да бидам онај кој чека негова брачна ноќ. Подраго ми е ова. И велеше во самите маки, цел живот рече копне за шехадет, а ево сега умирам како една стара изнемоштена камиле. И велет сахаби, сите сахаби што биле во војна со него. Ако беше шехадет со сакајне, требаше Халид ибн Валид да беше и додамна. Тој беше во центарот на огнот секогаш. Беше прв во двобој, ама не, ова е со давање од Аллах џелешану. Ова е кого сака Аллах џелешану да му дај. Али хадисот и за него важи кој ќе посака шехадет. Искрено, макар и умри во негова постела, ќе го стигне шехидот, ќе го стигне степенот на шехидите. Умре, значи, во ова место и последни негови зборови беа ла намет ајуну џубана, не спиет очите на плашливците, не спиет очите на страшливците вечеров. Се вели тефсир направиле, зашто тие што го мрзеле многу, што се плашеле од него, кога слушнале дека е при крај, не спиеле тие вечери, чекале кога да умри тој самани, да се куртулет од него. Се пресели, значи, во Хомс. Во ова време кога се пресели, жените во Медина кога слушнаа дека се пресели Халид ибн Валид, плачеа. Кога слушна Омер дека плаче, вели нека плаче, рече. За ваков херој, за ваков муџахид треба да се плаче. А Омер никогаш не дозволеше кога слушнеше жени кои што плачат ако умре некој, молеше да престане тоа да плаче. А рече за ваков нека плаче. И на крај само има некој тие шија, тие финти што пред, дека Омер го пушти од омраза, мучинот му го скина на Халид ибн Валид. Кога го направи тоа писмо, Омер раδιјаллаху анху го прочита пред сахаби и рече: слушај, многу од вас ќе помислат дека поради љубомора, дека поради нешто што имам со него. Не. Него ја го правам тоа зашто слушна дека велат војниците немој да изгуби војска што е Халид во неа. Ние ќе поведиме Халид во нас, почне да пишат поезија за него, почне да го можеше да дојде да го обожавате. И затоа го скина Омер раδιјаллаху анху, како што го скина одеш една година во хаџ и го виде едно дрво каде што му правеа беа сахаби на пегамбар алейхиссалам. Дрвото Ридван, каде што му правеа беа. И оде луѓе и почне да бесет, ама или некој рабојше, како заберете. Омер рече што ова? Ова му рекла ова дрвото каде што правеше беа пегамбар алейхиссалам сахаби, каде што му правеа беа. Рече одма секирата и да се бувни тоа. И го преше тоа дрво. Зошто почне да го жуле, берегет од него, да седе туа, да бесет нешто, така и со Халид рече за тоа го стигна Халид. А Омер најповеќе се секираше за Халид и најповеќе плачеше и најповеќе го сакаше. Али не сакаше да падне во такво нешто. Иншаллах Аллах џелешану, значи се пресели во 21-22 хиџрска година, 21 или 22, помалу 60 години имаше. Ривајат има 58 или 60 години. Аллах џелешану да би задоволен од ними и Аллах џелешану да им даде од нивниот живот и ние да се трудиме да бидеме како нивни. Субханека Аллахумма ва бихамдик, нешхаду ан ла илаха илля анта, настагфирук ва натубу илейк.